чест да се разговарам со Горан Трајковски, директор на Државниот пазарен инспекторат. Прв пат е во утринска, така што благодарам за честа, нели? Малку да позборуваме на актуелните теми, сега се актуелни замрзнување на цените, па и контролите нормално за истите во служба на граѓаните, па верувам имаме интересни податоци, бројки и да дознаеме од прва рака, нели, колку се почитува замрзнувањето на цените, па и некакви нови најави. Се поред. Прво, добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата, задоволството е целосно мое што денеска сум тука. Поздрав и до сите гледачи кои не следат во моментот. Така е, логично да прашам, нели, генерално каква е статистиката, дали се совесни трговците, што се случува на лице место, нели, после контролите? Ние како пазарен инспекторат работиме со полн капацитет и сите инспектори се на терен низ целата држава, низ целата територија на Република Северна Македонија. Постапуваме по одлуките на владата, но исто така постапуваме и по сите оние надлежности за кои е надлежен Државниот пазарен инспекторат. Одлуките на владата се за голем поздрав и исто така сакам да издвојам дека по донесување на одлуките на владата и Државниот пазарен инспекторат има извршено над 1800 надзори. За жал, изречени се и казни од висина од над 2,5 милиони денари. И кога би сакал да кажам за одлуките, би сакал да се навратиме малце наназад, а тоа е, паметиме сите ние, дека владата и Министерството за економија по барање на производителите субвенционираше по властена цена на електрична енергија за производителите, се со цел да се намалат цените на производите. Но по извршените анализи од страна на Државниот пазарен инспекторат се увиде, не кај сите производители, но кај поголемиот број, дека цените воопшто не беа намалени, дури имаше и благ пораст на истите, со што Министерството за економија направи дополнителни анализи и даде предлог до владата за замрзнување на цените, кои истите се спроведоа. Видете, се може ако се сака, трговците имаа простор сами да ги намалат цените, бидејќи истото тоа е во интерес на граѓаните. И јас сепак би ги поздравил овие одлуки на владата, бидејќи се во интерес на сите граѓани, впрочем на сите нас. Околу делот на казните на веројатно мора и да се превземе нешто, има и несовесни трговци кои што ја искористија можноста и со субвенционирање на струјата, тоа имавме можност и по медиумите, нели, да го злоупотребат сето тоа, но сега се злоупотребува и, нели, замрзнувањето на цените, па дел од трговците нормално сакаат да излечат ќар на сметка на сето тоа, па веројатно има и такви ситуации и случаеви на терен каде што наидувате на несовесно работење. Има поплаки, за жал, да, има поплаки за цените кои што се на рафтовите во маркетите, но ние како Државен пазарен инспекторат не можеме да влијаеме на цената, на крајната цена, туку тоа е слободен пазар и трговците сами ја формираат цената. Но вие ги контролирате замрзнатите цени, така? Да, па сега ќе кажам, но ние можеме да постапуваме по сите оние одлуки на владата и да ги контролираме сите оние производи и цените на рафтовите по одлуките. И воедно, доколку се установи какво било непочитување на одлуките, се санкционира. Исто така би кажал дека ние за нас не представува задоволство да казнуваме, туку тоа е еден поттик за секој оној што не го почитува законот, пред се мораме да ги почитуваме законите, не го почитува законот, ќе мора да се казни за во иднина да не дозволуваме и другите да го прават истото. И другите да го прават истото. Ние како Државен пазарен инспекторат сме во служба на граѓаните и заеднички секојдневно се на терен инспекторите, вршиме проверки во сите економски субјекти кај трговците по одлуките на владата.
И како што кажав во почетокот, за жал, не идуваме и на казни. Каква е статистиката? Спомнавме бројки, генерално бројка, но кој генерално не го почитува законот? Во смисла, тоа се големите или некои помали субјекти? Значи, глобално кој ќе видиме се почитува. Се почитува одлуката, но како што кажав, имаме на 180 надзори, бидејќи казните се високи, над 1800 надзори, сумата од 2,5 милиони денари не е ни голема. Воглавно се почитуваат одлуките и тоа е од една страна окей и прифатливо за сите нас, но како и што нам поменав претходно, дека ние мораме да бидеме на терен, да ги проверуваме сите овие работи, да ги проверуваме цените на производите и да установиме прекршок доколку го има. Добро, дали ќе се носат нови одлуки за замрзнување на цените е прашањето кое што сите сакаме да го добиеме одговорот. Какви се информациите за денеска? Пред да преминам на тоа прашање, би сакал да дополнам, бидејќи ние постапуваме по одлуките по законот за трговија, а казните се многу високи, од 800 до 10.000 евра. Добро. Зависно од субјектот каде се врши надзор, дали е тоа мал, среден или голем субјект. Дали ќе се носат нови одлуки, она што јас го имам како информација, а и министерот за економија Крешник Бектеши го објави, е дека ќе следува замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот. На цените на овошјето и зеленчукот. Убеден сум дека Министерството за економија со сите други надлежни институции прават анализи за други производи и доколку увидат каков било простор дека може да се намалат цените, дека истото тоа ќе го направат и ќе следуваат и нови. Така, вие сте во служба на граѓаните, можат и да ви се обратат, нели? На што се жалат највеќе тие? Дали се жалат и понатаму на високи цени? Да, како што кажав, се жалат за високите цени на рафтовите, високите цени на производите на рафтовите по маркетите, но Државниот пазарен инспекторат нема надлежност за формирање на крајната цена, бидејќи е слободен пазар и трговците самите си формираат цената на производот. Ајде да се префрлиме на друга тема. Она што е популарно по медиумите, интермецо и мош баровите, да прашаме и за нив, затворени на 10 дена по пријави за гласна музика, нели, и за непочитување на работното време. Што е ситуацијата таму, кои се информациите? Јас тука би започнал дека никој не е над законот и сите ние мораме да ги почитуваме законите. Ние како инспекторат работиме и по сите други надлежности, како и по законот за угостителска дејност. По извршени проверки се е констатиран прекршок и кај овие два субјекти. И малце ме зачуди реакциите во јавноста, ме зачуди информациите во јавноста, дека имаше и пофалби, критики, но дел од критиките беа дека нема воопшто бидат затворени. И јас би сакал секогаш да работиме по законските прописи и како што кажав, никој не е над законот и сите ќе мора да ги почитуваат законите без разлика кој е називот на субјектот. За мене сите се подеднакво исти. Убеден сум дека инспекторите си ја завршуваат својата работа, но мораме да ги почитуваме законските прописи, а тоа е дека по изготвување на решенијата за затварање на овие два субјекти, процесот е дека треба да се испрати треба го примат решението, дали ќе биде по пошта, по курир или инспекторот сам ќе стапи во контакт со правното лице. Истото е направено, како што имам информација. Фамата беше, но јас секогаш замолувам за мала трпеливост, бидејќи ние не сакаме да ги кршиме нашите законски прописи кои што спроведуваме, бидејќи па и ние сме двигател да прикажеме дека секој треба да ги почитува законите.
Они самите си ја признаа грешката, си ги подигнаа решенијата со тоа што јас имам како информација дека од вчерашниот ден се затворени и не функционираат. Сега имаме исто така би сакал да го појаснам и ова дека втората фаза, доколку истите си го почитуваат и ја почитуваат забраната за вршење дејност во наведениот рок, се е окей, но доколку инспекторите се на терен и доколку се установи дека истите вршат дејност во оваа додека е оваа забрана, тогаш преминуваме во втората фаза каде што се констатира вршење дејност во забраната и тогаш се пломбира објектот и добива дополнителни 10 дена затварање. Да. Од самото констатирање на прекршокот. Така. Кога сме веќе кај локалите и објектите од таков тип, се почитува ли законот за пушење? И тоа е генерално прашање за кое што многу се зборува и се коментира и по социјалните мрежи. Некако имаме впечаток дека се олабаивме сите после короната, па и околу тој закон. Напротив, ние функционираме по сите надлежности и еве само како податок што можам да го извадам од 23 до 26 имаме направено над 500 инспекцијски надзори, од кои 130 се по одлуките на владата, но и 26 прекршочни платни налози по закон за заштита од пушење. Функционираме, работиме со полн капацитет, инспекторите се на терен. Јас апелирам дека до законот важи и апелирам до сите угостители без разлика на нивните имиња или и називи на субјекти дека мораат подеднакво да ги почитуваат законите, бидејќи законите важат за сите подеднакво. Да. Имавте некако пред крај кои се реално проблемите кои што ги имате вие, нели? Односно како државен пазарен инспекторат, веројатно и помалку се соочувате и вие со, нели, помалку лица, веројатно бројката треба да биде многу поголема со оглед на тоа дека постојано сте на терен и постојано за сите овие прашања треба да се исконтролира и нормално во служба на луѓето да се излезе во пресред. Генерално кои се проблемите кои што ги имате? Па видите, самото мое доаѓање во државниот пазарен инспекторат и со моето тековно работење, а тоа значи дека треба ги согледаме да направиме анализа на проблемите и со она што се соочуваме. И тоа ме натера малку да размислувам на подруг начин, бидејќи секогаш погледнуваме кои се проблемите и како да ги надминеме и решиме тие проблеми за поедноставно. И затоа сум не малце фокусирани сме кон сферата на дигитални платформи и мобилни апликации, се со цел, бидејќи не сите граѓани знаат точно за што е надлежен пазарниот инспекторат. И затоа се фокусиравме и во овој дел и во план ние и работиме на тоа да се направат дигитални платформи, мобилни апликации, каде што секој граѓани, оној кој што сака, може да симне на својот телефон, да биде информиран за сите оние соопштенија за што направило ДПИ во изминатиот период, како и за може да пријави. И како и кои се надлежностите на ДПИ, да се информира подетално и во секој момент да може да направи пријава, која што ние сме во служба на граѓаните, но исто така ние имаме 160 инспектори на целата територија на нашата држава. Тоа е мал број за да го постигнеме. И доколку направиме еден мост за заедничко функционирање, односно да имаат опција да пријават во самиот момент, бидејќи се случува и да сликаат и да пратат видео, нели? Секогаш не може да се согледа ситуацијата. Еве јас би кажал еден пример. Јас или вие кои да сме, да посетиме маркет. Ако видиме цената на рафт за одреден производ дека е различна со цената на фискална сметка, во истиот момент корисникот на таа апликација ќе може да сликне и цената, ќе може да сликне и цената на рафт и да изврши пријавата која што ќе стигне до ДПИ. Но не е целта само да пријават. Целта е да ги поттикнеме заеднички да соработуваме со тоа што ќе добијат повратен одговор дека е во процес постапката, по завршување постапката добијат повратен одговор што се случило и како е санкциониран тој субјект. Јас апелирам до сите граѓани, додека се изработат овие апликации, можноста е
можноста е да пријавуваат и во сите подрачни, но и на страната на сите подрачни телефонските броеви, но и на страната на dpi.gov.mk, каде што има и формулар за пријава, но и во нашите седишта. Така. Благодарам многу за двоното време. Ви посакувам убава работна недела, нели, со оглед на тоа дека е понеделник, помалку казни, нели, но во секој случај да се исконтролира се она што треба, се разбира како што рековме во служба на границата. Благодарам. Поздрав и се гледаме во следна прилика.